Благодарам. Ете и јас да искористам можноста да покажам она кое што сметам дека е прифатено од повеќето релевантни чинители во оваа држава за конкретно овој предложен амандман за Законот за солидарност. Јас навистина не можам да сретнам ниту една изјава во јавноста, особено од оние кои што се репрезентативни тела на компаниите кои што треба да го плаќаат овој данок, каде што едноставно го поздравува тоа што е направено со владата. Го слушнав заменик министерот, но јас ќе ви исправам. Изминатава недела имавме можност да оствариме средба со коморите, меѓу кои што и Стопанската комора на Македонија и со клубот 100, и од она кое што и тие го пишаа во јавноста, но тоа и кое што ние имавме можност да го разговараме со нив и преку заедничката изјава дадена после настанот, јас добив печаток дека тие луѓе дале забелешки, денеска има ново писмо во јавноста, не знам дали сте го прочитале, но дека вашата институција ниту една од тие забелешки не ја прифатила. Јас никако не можам, кога ги ставам кредибилитетот на двете институции, на Министерството за финансии, не на вработените, туку на тие кои што го водат, особено на владата, и на Стопанската комора, едноставно извинете вака што ќе ви кажам, но вашиот кредибилитет е несомнено многу помал од нивниот. Односно, ако треба да пресунам кој не ја кажува вистината, тогаш по на однесување на тие институции, несомнено јас ќе одберам да им верувам на Стопанската комора, бидејќи однесувањето на оваа влада во изминатиот период едноставно не дава можност да јас верувам дека вашиот аргумент е правилен, особено заради фаулот кој што се обидовте да го направите, повикувајќи го ВМРО ДПМН со писмо ден пред одржување на таа расправа, и токму затоа ние и не присуствувавме на таа јавна расправа, но писмено ви известивме за нашите причини за кои што до ден денеска не постои релевантен независен експерт кој што не ги спори во однос на овој закон. Што е суштината на овој закон? Јас тука нема да дискутирам по партиски добиени соопштенија дека ние сега ги браниме богатите или дека одземаме на сиромашните, затоа што тоа е нонсенс, тоа е глупост, а вие сте образовани економисти, добро знаете што сакам да ви кажам со ова и ќе се обидам со неколку причини да ја образложам причината зошто ваков данок или даночна реформа не треба да биде донесена во оваа држава. Прво, основниот мотив на носење на една даночна реформа е да се прошири даночната база и да се сузбие сивата економија. Кажете ми, почитуван представник на Министерството, каде со овој закон вие тоа го постигнувате? И дали со овој закон на солидарност вие не воведувате двојно оданочување? Тоа е едната работа. Втората работа, која што со овој закон ќе се направи, како што кажа и колегите претходно кои што зборува, само добро амандманот кој што е предмет на дискусија. Ние вака велим: добро во ред, ако веќе сте запнале да им одземеме пари на компаниите кои што работеле успешно во време на криза, ајде да направиме една нова буџетска програма, нека се вика програма на солидарност, да видиме колку средства ќе легнат на таа програма и немојте тука да не давате оправдување дека не е согласно законот за извршување во буџет. Одма ќе го направиме тие измени, додека трае оваа дискусија, вие поднесете ги на Комисијата за финансирање буџет, веднаш ќе ги направиме тие измени и да видиме сите средства кои што по овој основ ќе легнат на таа програма, потоа на Open Finance да видиме каде тие средства ќе завршат. Не сега да ги ставаме на програмата за помош од ковид, а ковид повеќе 2 години во оваа држава, колку што ја знам или како што се однесуваат институциите, нема. Зошто го правиме тоа? Затоа што на таа ставка има повеќе средства и никој директно нема да може да види каде овие средства завршуваат. Тоа е суштината. Тоа е суштината. И понатаму им давате многу порочен аргумент на пратениците кои што јас ги почитувам, но ниту еден од нив не е економист. Слободно кажете на тие примери каде што се повикавте, која е разликата помеѓу тие примери и помеѓу македонскиот пример. Не е точно дека во Хрватска бил ист како нашиот. Никаде во Европа и во светот не се носи закон за солидарност како што го предлага владата. Сега ќе ви кажам и зошто. Која е суштината на овој закон кој што се направил и во Европа и во светот? За да се одземе екстра профитот на оние компании од енергетиката, налик на оние кои што тргуваат со нафта или со енергенти. Во услови на криза, тие тоа се вика windfall tax. Создаваат огромен профит кој што е некарактеристичен за годините кои што биле претходно случај и по тој основ, заради тоа што имало покачување на цена на енергентите, тие компании тој екстра профит им бил одземен за да се сподели со оние кои што имаа проблем. Кажете ми една таква компанија во Македонија. Една таква компанија, кажете ми во Македонија, јас ќе ви ги кажам компаниите во светот кои што биле даночени.
Нема таква компанија во Македонија, не постои таква компанија. И понатаму се поставува клучното прашање, дали некој во Министерството за финансии ќе поднесе одговорност ако не се наплатат 76 милиони евра. Дали некој ќе поднесе одговорност? Дали некој е спремен? Дали директорката на УЈП? Дали министерот за финансии да каже да, заради тоа што јас ја уверував јавноста дека ќе се соберат 76 милиони евра, ако се наплатат многу помалку од тие средства, дали некој ќе поднесе одговорност? Тоа е едно од клучните прашања за кои што ние тука ја отвараме таа дискусија. И понатаму, она кое што сметам дека е уште повеќе важно да се наметне со ова прашање, ете коморите. Во државата има 3 репрезентативни комори. Едната е Сојузот на стопански комори, едната е Сојузот на стопански комори, едната е Стопанската комора на Северозападна Македонија. Дали имате сојузник од било кој од нив? Еве, јас ќе ви кажам друга работа. Тие луѓе не се против тоа да ја платат на државата данок. Ниту еден од нив нема против да ја платат на државата данок, но да бидат викнати и нивните мислења да бидат прифатени во ова кое што вие го нудите. На што личи ова? Еве, не, јас го кажувам тоа, овој закон беше на Комисијата за финансирање и буџет, каде што јас сум председател. 8 месеци не беше ставан на дневен ред. И тоа го признавам. Еве, јас ве повикувам вас, кажете дали вие, дали министерот Бесими, колку пати во тие 8 месеци сме имале разговори за научната реформа. Многу пати сме имали. И еве, повторно ви кажам, јас од тоа не бегам. Никогаш вакви закони нема да добијат поддршка од мене и од нашата пратеничка група. Никогаш. Зошто? Затоа што сега ние ќе ги казнуваме оние кои што се вработувачи на најголем дел од работната сила во оваа држава, оние кои што имаат најголем извоз, оние кои што генерираат најголеми добра во македонската економија, тие ќе ги казнуваме, но нема да отидеме во сивата економија. Зашто да не отидеме во сивата економија? Зашто да не ги оданочиме сите подеднакво? Кажете ми вие, почитуван заменик министер, дали е нормално во Македонија фантом компании да имаат поврат на ДДВ колку што има Макстил? Колку е ненаплатата на ДДВ-то само во Скопскиот регион? Е 240 милиони евра или не е 240 милиони евра? Не зборам тука за сивата економија, тука зборам за ненаплатен ДДВ. За некој што должи, а управата не му прави во најмала рака присилна наплата. Ајде да ги наплатиме тие 240 милиони евра, кои што се вкрижени обврски према управата за јавни приходи, да не им ги земаме овие пари на компаниите кои што треба да ги реинвестираат. Ајде да отидеме во тој базен кој што Битики го кажува, на кој што јас му верувам дека од 450 милиони евра до 500 милиони евра е сивата економија, односно губиме приходи по основ на сива економија. Ајде да ги нападнеме и тие компании. Ајде да направиме измени во законот за да почне тие да плаќаат. Ајде и тука малку да влеземе да видиме таму што може да наплатиме, до кога ќе ги казнуваме дисциплинираните. Знаете кој принцип вие го воведувате со вака предложени закони? Дека тој што е лојален на оваа држава прави грешка на сметка на тој што е нелојален. Дали со овој начин, еве тука меѓу нас не гледам, има луѓе кои што работат во управата за јавни приходи, не се нарушува основната економска логика со даноците, дека даночниот систем треба да биде формиран на таков начин на кој што ќе биде проширена даночната база, ќе се нападне сивата економија и тие кои што плаќаат ќе бидат стимулирани да продолжат да плаќаат. Вие имате случај каде што стопанските комори отворено ви кажуваат дека ќе ви го успорат на Уставен суд, затоа што законот е неуставен, затоа што не може да важи ретроградно. И едно друго прашање кое што го отворам пред јавноста, за кое што барам некој да ми одговори, по која логика и по кој основ се исклучени компаниите кои што се формирани 2022 година или имаат направено спојување во 2022 година. Такви компании во Република Македонија, кои што го исполнуваат овој услов, има 21. 21 компанија формирана или споена во 2022 година го исполнува овој услов, а не може, едноставно не е опфатена со овој закон. Па или ќе бидеме солидарни, или ќе бараме наплата на солидарен данок од сите, или нема да бараме од никого. Зошто тие да се исклучени? Затоа што се формирани 3 интересни имења: Душко Заев, Елена Ковачевски, Шкумбин Ахмети. Ве молам, немојте. И целата даночна реформа ви е фалична, затоа што во секој еден од тие предлог закони имате проблем кој што нема едноставно да го испорача тоа кое што вие го барате од граѓаните. Така да ја прошириме даночната база, да ја нападнеме сивата економија и сите граѓани подеднакво да плаќаат. Не да се казнуваат лојалните на сметка на оние кои што едноставно продолжуваат и се привилегирани од страна на владата, тоа се неплаќачите на данокот.